и во секоја општина опфаќаме по 30 деца, така да во една смена. А работиме една смена во 2 недели, што значи дека за еден месец опфаќаме во трите општини скупно 180 деца, а во двата месеци 360. За првиот месец финансиер беше фондацијата Мозаик, данска фондација, а додека во вториот месец во август се јавува како кофинансиер и холандската амбасада. Така да до пред некој време не знаевме дали ќе во август ќе продолжиме, но сепак сега сме сигурни ќе биде август. Ќе биде и август, значи ќе бидат уште 2 смени од по 2 недели. Меѓутоа, каква беше веќе втората смена, рековме, истекува, утре завршува втората смена, какво беше искуството со првата смена, со втората смена? Дали она што очекувавте да го добиете од проектот? Го добивте или добивте нешто повеќе? Или за конкретно работа со деца, па... Еве, јас ќе кажам. Стварно добивме многу повеќе од тоа што очекувавме. Јас сум многу среќна што работам на овој проект. Една сум од скупно 9 волонтери кои учествуваат во овој проект. И верувајте, многу се задоволни дечињата. Среќни се, сјаат во нивните очи, е најголемата награда за нашиот труд што го вложивме во овој проект. И со првата група беше одлично. Разделбата дори беше многу тешка, со солзи. Знаете како на секој летување кога ќе се здружат меѓусебно децата, па тешка им е разделбата, така исто беше и овој пат. Летување исправно, нели? Вистинско летување беше. Ние правиме, но на крајот на секоја смена правиме евалуација на анкетни лични, каде што можеме и самите да се увериме што сме направиле. Знаете, да не испадне само така едноставно дружење, да видиме до кај сме стигнале и така од личињата можевме да заклучиме дека се задоволни. Задоволни, благодарност голема искажуваат преку своите цртежи, преку текстови посветени на детската амбасада, благодарност упатена до сите нас кои работевме со нив и до сите што се ангажира, нели, што вложија труд во овој проект. И сепак нивото доаѓање доброволно, ние ги тераме да доаѓаат, нели, секој ден доаѓаат, што значи дека им е убаво. Как им се допаднало тоа што се случува таму? Утре ве чека уште една разделба. Уште една разделба, да. Спомнавме, нели, дека и во август има уште 2 смени, меѓутоа тие 2 смени ќе бидат збогатени со студенти волонтери од Германија, да. Од Германија. Се надеваме дека таа соработка ќе успее, бидејќи на институтот за социјална работа и социјална политика во август доаѓаат, нели, студенти на размена кои што ќе се задржат 6 недели, па така да можеме и да ги вклучиме, нели, бидејќи тоа е за нив практична работа, за тоа се дојдени, така да ќе биде интересно, нели, и за нив да ни помогнат, а и сами на себе да се помогнат, што се вика. Морам да истакнем соработката со институтот, како на план на стручна соработка, нели, кај што ни дадат стручни совети и тие анкетни лични се спремени од институтот, од професори одредени. Исто така и самите ние сме повеќето студенти на тој факултет или веќе дипломирани социјални работници, така да и областа која што ја спроведуваме, нели, во овој проект ни е доста блиска. Јасно, ние си назборувавме за тоа колку е убаво на ова летување во град, а не кажавме кој се може да летува во град. Може би се уште има деца кои се заинтересирани, кои сакаат да дојдат, нели, и да речеме барем една смена да поминат со луѓето од детската амбасада. Па добро, тоа може да го спроведат на тој начин што веќе за во август за првата смена децата се најдени, но за втората смена може ќе има слободни места, така да може да се формираат во детската амбасада 365-460 е телефонот и сепак да бидат, нели, до овие општини кои што ги наведовме, Чучер, Сандево, Шутор, Ризар и Чаир, бидејќи само во тие спроведуваме, нели, самите деца треба да доаѓаат на местата каде што се собираме, а тоа пред се училници, например во Рајко Жинзифов во Чаир, во Браќа Рамисе, во Шутор, Ризари, во Чучер, Сандево имаме просторија од самата општина, да. Така да и нормално сега не би било убаво некој што веќе бил во Охрид или не знам во Грција па да дојде повторно да летува, некој што воопшто не бил, што не може да дојде. А ние тоа можеме да го провериме преку Центарот за социјална работа. Соработуваме со Центарот и како основен услов е тоа. Во овој проект се вклучени дечиња кои немаат можност да летуваат надвор од градот. И затоа се вика летување во градот, остануваат тука. Во прво време имавме ние и помоши од самите училишта, нели, кои што се во таа област, бидејќи директорите, наставниците се ги познаваат децата, но за август беше малку по-проблематично, нели, бидејќи се отидени по одмори,
Сепак се снаоѓаме. Јас се надевам дека и овие 2 смени што остана во август ќе си поминат одлично на ова летување во град. Ќе се видиме, еве ви ветувам дека сигурно по завршувањето на овој проект ќе се видиме да ги сумираме резултатите како всушност помина целиот проект, колку сте вие задоволни, колку се децата задоволни. Ви благодарам што бевте утре во гости во Добро утро Македонија и ви посакувам успешна работа. Благодариме. Благодариме што не поканиште и навистина идејата беше прекрасна, уште попрекрасна, што успешни за